Денеска се одбележуваат 75 години настава на македонски јазик. Пред 75 години за прв пат во Битолската гимназија Јосип Броз Тито се одржал првиот час на стандарден македонски јазик и од тогаш се применува во сите основни средни училишта. Токму поради ова денеска поразговаравме со професорката по македонски јазик Љупка Стоименова, која зборуваше за значењето на јазикот и за начинот на кој го користиме, односно дали правилно се употребува. Јазикот представува суштествен белег на еден народ и тој живее и надвор од границите. Со тоа се значи дека македонскиот јазик, односно не само македонскиот јазик, туку и останатите јазици треба да се негуваат и да се штитат како еден белег на еден народ, затоа што границите и се менуваат. Меѓутоа јазикот обстојува и надвор од тие граници. Таков е примерот и со македонскиот јазик, кој што не се зборува само во границите на Македонија, туку се зборува и надвор од границите на Македонија. Можам да кажам дека со самото иселување и со самото одделување на делови од Македонија, тој јазик обстојува да живее таму, не само во границите на нашата држава. Сега, колку македонскиот литературен јазик е негуван во нашата држава? Можам да забележам дека следејќи ги медиумите, следејќи го и комуникацијата, односно разговорот во институциите, можам да забележам дека македонскиот јазик не се употребува соодветно, зборуваме за стандардниот јазик, не се употребува соодветно во овие институции, иако е задолжително. Љупка Стоименова додаде дека во денешно време нормално е да се користат и нови зборови на различни дијалекти, но сепак не треба да се заменуваат правилните македонски зборови. Кај нас во кочанските училишта не се одбележа овој јубилеј, односно само на редовните часови по македонски јазик учениците беа запознаени со значењето на денешниот ден.